Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримколци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримколски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно вткаена во верижните јабланичко-караормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобичичкото долнодримколско водно огледало, осликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримколска традиција и ми раскажаа за домаќилокот во селото Безово, за некогашното полно средшелош народ во селото Модрич, за свадбите и крштевките во Јабланича, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите во селото Луково, мајсторлакот во Опискупштина, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримколско. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 12 години повторно дојдов во Долно Дримколско во селото Пискупштина, на сам ден на патрониот празник на нивната манастирска црква Свети Јован Претеча, по покана на црковно-манастирскиот одбор, а пред се на Ранко Цацановски, кој воено пред 12 на години ми беше домајчин и водич низ ова Долно Дримколско село. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Пискупштина тргнав рано, можне рано, околу 4 саатот, народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со Камазот, кој рекеше 20 и кусур години ми е верен сопатник, откако малку го оставив и тој што се бели некој ден да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. И по речиси 2 и кусур сати народско кажано возење по магистралниот пат Скопје Тетово, Гостивар Кичево во правец на Охрид, на речиси 20 километри пред Охрид, по излезот од Ботунската клисура во непосредна близина на Охридскиот аеродром, кај селото Подмолје, свртувајќи десно, возејќи по Струшко-Долнодримколската магистрала, чија 10 километарска патна делница кривулесто се извиваше покрај Глобочичкото езеро, насладувајќи се од летната колоритна убавина што природата му е дарила на овој крај, во раните утнешки сати, стасов во Пискупштина, каде што стуткано како орловско гнездо, раскошно блескотеше од утринските зраци на јабланичкото сонце. Почитувани мои, помина 12 години како прв пат дојдов овдека во Долнодримколско, во селото Пискупштина. После 12 години, ете, по покана на мештаните до ова село, повторно дојдов во Пискупштина на патрониот празник на нивното село Свети Јован Крстител, поточно кажано цекување на главата Свети Јован Крстител. По сите овие убавини овдека во Долни Дримкол, покрај тоа што ги видовме овдека мајсторите од Албанија, кои што се вредни мајстори, посебно на обработката на камен, овдека ќе дојдите во чешмата Виќана, месото Виќана Бигорски, каде што до овие 3 дулци вода ќе се оплаките, ќе се измијате и ќе се олаите душата. Така. Како што напоменав, ете дојдов во селото Пискупштина да направам нов документарен запис, мештаните до ова село, да ми ги раскаже приказните онамо каде што застануваме пред 12 години, а пред се голема чест ми направија што ќе бидам веќе за заслугот во манастирот Свети Илија, односно во манастирот Јован Крстител
отсекување на главата, а утре ќе бидем исто така и на богослужението кој ќе започне некаде околу 9 часот и ќе бидам тука исто гостин на седародниот собир, седародната веселба, а делот од тоа празнување и делот и приказни што мештарите ќе ми ги раскажат, ќе ви ги преточам во новиот документарен запис со работен наслов Долни Дримкол, поточно речено селото Прискупштина во Долни Дримкол. Но јас паре се напијам тровојца, затоа што горе во планинана тешко ќе најдеш извор. Како што викаа старите, на зима да се земиш лепче, а на лето да зимаш водичка. Одиме, куче, одиме. Одиме. Така. Почитувани мои, кога ќе тргнете за селото Прискупштина, поточно речено од Струга, од кога ќе помините 20 на километри по магистралниот пат Струга-Дебар и кога ќе помините веднаш овај браната Глобочица, електраната Глобочица, ќе свртите десно и од кога ќе помините по криволестиот пат некаде околу километар, пред самиот влез на селото Прискупштина, десно ќе ве пречека патот за селото Нерезик, а пак за на 10 метри од овде ќе ве пречека патниот правец за селото Безово. А од овде од селото Безово, од овде од селото од Ракшесвицата кај Нерезик и Безово, некаде на километар се наоѓа селото Прискупштина. Ајде ве молам, ќе одиме заедно. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Прискупштина не се чувствуваше она вообичаеното селско седнародно празнување. Си веле во себе каде се луѓево, нели е празник денеска, но додека размислував и одев кон селото, за миг мојата мисла ја отрна еден глас кој доаѓаше спроти мене кој ми велеше: Добре дојде, Зоране, каде си долго време што те нема. Долго те чекаме да дојдеш повторно во ова село, Зоране. Зоране, само на телевизија на сада ми те гледам, со радост ги гледам репортажите за нашиве села. Многу убаво редом ги редиш историографски неподатоци, иако јас по вокација не сум историчар, ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажите се веродостојни, а и ги имам проверено листајќи ги из моја историографска литература со која располагам. Иначе моето име е Ранко, а презиме Цацановски, ако се сеќаваш на мене, кога пред 12 години заедно ја направивме првата репортажа за ова село, ми велеше. Се сеќавам, како не се сеќавам, мощно е убаво ликот ти го паметам. Кога со тамчето кое ти го возеше, се упативме горе во планинана, во атарот на манастирот Свети Јован Претеча, му реков. Браво, бре, Зоране, браво, мило ми е што се сети, јас пак се си мислев, ќе ме заборавиш, додаде Ранко Цацановски. Како ќе те заборавам, иако помина 12 години, сепак многу не си се изменил, не си подостарел, и тогаш и сега се уште младолик ми изгледаш на шега и јас му додадов. Откако што се вели, за кратко време си се прикажавме, го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Прискупштина. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Ранко Цацановски ми напомна да не ме чуди тоа што во село ја нема вообичаената празнична вреба, затоа што празнувањето започнува некаде во приквечерината, горе во манастирот, каде што сето село ќе биде во манастирскиот двор. Што туку мојот домаќин Ранко започна да ми раскажува една од многуте недораскажени приказни во првата репортажа која што ја направивме заедно со него за неговото родно село. Околу нас се собра и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Ранко Цацановски и тие ми
велеа. Редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас. Наши сме, како нашта е сапиме, како домороден да си во селово. Туку, Зоране, имаме еден предлог. Пошто имаме обршки горе во манастирот, денешен твој водич ни селово, предлагаме да ти биде нашиот соселанец Николче Цацановски. Што велиш, бива? Во хор ме праша на собраните селани. Бива, како не бива, им одговори. Ајде, добре ви дојдовте. Добро те најдовне. Секаде да го прошеташ гостинов наш. Во секој патче и сокаче да влезете, во секој селски двор да отидите, со секој човек лав мобе да направи, се да сними, се да бележи, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кајња се овде во нашево село, селото Пискупштина, му дадоа заповед мештаните на Николчета Цацановски. Почитувани мои, пред да ја проследите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патрон и празник Свети Јован Претеча, предлагам да ви пренесам дел од моите историографски сознанија за село Пискупштина, што така да речам неуморно ги прибирав изминативе години, копајќи низ архивските оставштини од многу учени луѓе, патописци, крстарејќи низ Дримшколскава регија во вековиве што изминале. Селото Пискупштина се наоѓа во областа Дримкол, поточно речено во Долни Дримкол, во северниот дел на Струското поле, од градот Струга оддалечено 20 километри, а од градот Дебар 30, повлечено во долината на Пискупска река, поделено на две мала, Гургоско мало, распослано на левиот брег, и Џермовското мало, распослано на десниот брег на реката. Селото Пискупштина е денствен природен рај. Селото Пискупштина е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознало дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашното на Пискупштина е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на пискупштинскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар и спреплетени за превезот на времето. Како ти е името? Како се презиваш? Шо години имаш? 77. Те служи здравието? Слабо. Слабо, а? Како се викаше татко ти и мајка ти? И Везер. Така. А ти од кој село си? Од овде? Од Безово? Овде е Пискупштина. Ова ќе од Пискупштина? Да. Како ти се викаше домајчинот? Сандре. Сандре? Колку Господ чераз ви даде со Сандрата? 3. Машки и женски? Не машки, но женски. Како се вика? Ранко, Новче и Десен. Колку внучи не имаш? Внучи не има колку да ти кажеш.
3, 6, 8. 8. 10 са мали, бе. Так. Околе колко? Кој ти се најмили, првото или сугарето? Свите. Сите, а? Може ли да се бесетиш како беше животот во Пискупштина, кога беше ти на мои години? Живо се живееш. Никако сега. Так. Кој ти се овде комши за лошо заарно? Ево имат комши, овие се са арно, овие се Како се викаат? Неделковци. Така. Во селово кооперација имате продавница? Имат едни. Има се да купите од нас? Има. Така. Кој му е летна слава на селово? Видно, Свети Никола побраш да Така. ги правим. Така. А твоја куќна слава? Сута питка. Света Петка, а? Така. Селото Пискупштина илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестилите, енделеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимиите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалитите, еордејците, едонистите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основаш на Јустинијана Прима, кија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжена школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојси и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урос IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Кој ти е името? Рисо Сосоновски. А, Тодорка Цацановска, така. супруга на Рисо. Така, што години имаш? 82. Те, машала, те служи здравјето? Со еден куп лекарства не се намасана. Кој поќе се резате, ти до мајчиното или до мајчино тебе? Двајцата си се цели. Двајцата, така е. Двајца. Ти си од овде до Васело? Не од Нерез. Од Нерези? Од Нерез. Хајде вака едно да те прашам. Може ли да се сетиш како те излага до мајчино пред едно 50 години бегалка? Не е бегалка, не. Зимно, така. Со стројници. Со стројници. Зимно, летно, пролетно, кој време беше? Зимно. Зимно, а? Па во тоа време тогаш се правеа свадбите кои ќе нема работа, така? Зиме прае. Не бева време свадби. Така. Една неделя цела. Така. Колку челат Господ ви даде со домајчиното? 3. 2 машки и едно женско. Како се викаат? По стариот син ми се викат Бошко. Така? По малиот Ѓело. А ќерката Виолета. Така. Колку внучина? Внучиња имам 7. Ќе можеш да ми кажеш како се викаат? Ако некој испусти, ти ќе помогнеш малце, важи? Не се занимавам со тие работи. Така да. Сашо, Така, Иванче, така,
Цвете, Така, Кристина и Маријана. така, Мишо и Наумче. Од ќерка ми, така. 7 внуци. Кој ти се помили првото или цугарето? Свите ми се мили. Кога повеќе ти се радува душата, кој ќе дојдат внучината, Кој ќе дојат, а кој ќе заминат? кој ќе заминат Така, со така. плачење. Така е, така. Може ли да седиш како беше животот пред 40 години овдека, за Великден, за Спасовен, за Божик, во како беше селово? тога, беше многу убаво, ама Тоа беше живо. сега не чини со дестарците да останавме дома. Колку мина се во селово има? Овде, Аха, па едно, мислам, куќи сме околу 40 домов. така, А мислам, 150 жители. така. Кој му се соседницила на Причка општина? Берзево, Така, Нерези, Буково, Јабланица, Лакавица, ама малце подаде. така, така, Над Јабланица. И Бора разлеќава. така. Обстојувањето на селото Пискупштина е забележено и во Отоманскиот пописен Тапи Девтер, број 8 од 1440 година, за времето на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Бегунс, со чиј атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек во пописниот Девтер број 508 од 1447 година, во пописниот Девтер од 1560 година, а исто така селото е запишено и во пописниот Девтер од 1562 година, каде што делодатарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага, во чии вакуфи живееле 70 домаќинства, сите рисјани. Што порано луѓето овдека, што живее, што работе? Пеша. И земјоделие плаќано пеша. Каде оде на печалба? А ја во животот, Холандија бевме во време, Така, 4-5 години, и после тук. така. Овдека сега во години сте, што поработувате вака? Што се вика село работи, има колку сакаш. Ништо. Од кога дојде Немајме годињето, некако, Така, така, Нема. така. Ќе се соберите навечер пред кооперацијата. Што се им обетите со твоите соселани? Све. Кој како срамотил, кој кај бил, кој што прошетал? сега нема толку продавница на вечер. Така. Млади се берат, млади. Старите времења Остали. имаше. Да. 40-50 души, тоа имавме 3 продавници. 3 продавници. 3 продавници. И по 40-50 души во продавница, поготово во зимно, кога ќе бевме одна печалба дојдени, слободни, Кога повеќе, кое време се враќа печалбарите од печалба? Зимно време, а? па зимно време. Така, така. Зимно време. Селото Пискупштина е забележено и во Отоманските пописни Девтери од 1565, а во Отоманскиот Девтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пшеница 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња, додека пак во пописниот Девтер од 1582 година е забележено дека селото броело 74 рисјански домаќинства, а припаѓало на Дебарската каза. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек,
Во ова време во селото живееле 74 христијански домаќинства. Според автоматскиот попис од 1867 година, селото броело 30 христијански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Пискупштина биле Хаджи Шукребек, Ади Бек и Исмаил Каза Сага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди Бек, Аджи Абдула Бек и Аджи Рауф Бек. Обие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чипчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кълчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото имало 165 жители. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 176 жители. Дека селото Пискупштина на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски разбери, антрополози и географи, доктор Милорад Филиповиќ, Дебарски Дримкол, издадена во Белград во 1939 година, за селото го забележал следното. Селото се наоѓа во областа Дебарски Дримкол, сместено на јужните падини на Јабланица. Куќите на ова село се сместени помеѓу низинското земјиште на запад и по високото планинско земјиште на исток. На планинското земјиште се наоѓа плодна почва, погодна за жито, додека на повисокото земјиште има шуми и пасишта. Подрачјето на Пискупштина е населено уште в средниот век, зашто сведочи археолошкиот локалитет на оѓалиштето Кале, каде што според верувањето тука порано се наоѓал голем кралски дворец на крали Марко, а според едно усно предание на ова место се наоѓал дворецот на Ѓорџија Кастриот, а според устното предание веднаш по селото се наоѓал сарајот на Мерсин Бег. По пропаѓањето на Македонското кралство, попознато како Прилевско кралство, мештаните ја напуштиле Пискупштина, кое порано се наоѓала на местностите Старо село, веднаш на Ѓеровското Мало и Шелишинци. Во првата деценија на 15 век селото го обновиле доселеници од областа Голо Брдо. На атарот на селото Пискупштина постојат многу старини со карактеристични топоними, како што се Кале, Шешилници, Стари куќи, Кула. Во непосредна близина на виканото место градиште се наоѓа црквата Свети Никола, каде што и денеска се видливи остатоци од ѕидини и стари гробови, а високо во планината на самата гранична линија со селото Боровец се наоѓа Бигорската црква. Доктор Милорад Филиповиќ во својот научен труд Дебарски Дримкол ги забележал најстарите семени лози и тоа џеровци, кои во Пискупштина се доселени од селото Стебрево. Семените лози на Груовци и Бежановци се доселени исто така од селото Стебрево, кои претходно живееле во околината на градот Подгорица во Црна Гора, додека пак домазетовци водат потекло од селото Јабланица, а семењата лоза на Ѓутевци
исто така се доселени од селото Стебрево, чие нивно потекло е од Босна и Херцеговина, а семејниот род на Кленовци водат потекло од селото Клинка, Голо брдо, Албанија, додека пак семејните родови на Анđелковци, Цацановци и Дукаджиновци исто така водат потекло од селото Стебрево и се сметаат за прводоселени родови во Пископштина. Втората половина на 18 век за Пископштина е период на обновување на селото испразнато со опустошењето на турскиот башибозук, кој броел околу 200 души, чие нивно уништување го извршил аскерот под водство на Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас Ага, Тевди бек и Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек лично ги набавиле ферманите и одобренијата за реобнова на разрушената црква Свети Никола и манастирот Свети Јован Претеча. Селото Пископштина уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат пископштанци. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1849 година во црквата Свети Никола на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи прв учител бил попот Јоанија Миладинов од семејниот род на браќата Миладиновци. Во учебната 1900 до 1902 година во Пископштина учителствувал попот Климан, каде што за време на неговото училствување е формиран огранок на ВМРО прв во оваа регија. Во селото учители биле и Стојан Димитриевич, родом од Вевчани, Боривој Ристич, Богоје Савич, Атанас Лазаревич, Даме Лазаревич, Крсто Трбусич и многу други. На време. Имаше ли училиште овде во селото? Имат, и ще имат. Ама сега немат дечиња. Две дечиња се. Како ти се викаше учителот што те научи да читаш и да пишуваш? Одамна беше тоа. Одамно беше, па Тикомир Коловски, Така? Ново Паловски, Коловски, Владо Јанчевски. Јанчевски и останали. Колку бевте ученици? Имаше многу учи. Па, по времето 200-250 во Вуково. Така. Одехме, мислам, до 8. Така да. Овде е до 4 деление. Така. Иначе во Вуково одехме до 8. Што пеш? Како се викаш? Матеј. Колку години имаш? 4. Како се вика тато? Миле. Мама? Ане. Дедо? Дедо Благоја. Во подалечното минато, мештаните од селото Пископштина учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на самостојна држава Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат воените действија како од првата и втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем од нив не се вратиле во родните огништа. А на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Мештаните од ова село активно се вклучени и во народно-ослободителната борба. Во селото Пископштина традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбеџиството од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу од Белград, Софија, Букурешт и Стамбул.
Во 30-те години на 20 век во овие градови постоеле дуќани од различен вид, претежно занаетчиски, чии газди биле мештани од селото Пискупштина. И покрај тоа што многу мештани од селото Пискупштина имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно што понесувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Продукцијата Мариофилм патува низ Република Македонија и низ убавите наши македонски села скоро 30 години. Еве овдека после 11 години се наоѓам во селото Пискупштина, каде што тогаш дојдов да направам една репортажа. Ете Господ како што сакал, потоа што бе рекол Свети Јован Петеча, ете сакал да повторно по 11 години да наменам во Пискупштина и овдека во ова село да видиме едни од старите занаети. Тоа е воденичарството, тоа е старата воденица, кој што и денес ке работи, и денес ке овдека мели жито, пред се пченка, па и јажбен јрш за добитокот. Да ми се представи што ето име и презиме. Цветановски вој собственик на воденицава и доктор за Великиовски текст представи. Така. Од ова место се од Пискупштина? Да, од Пискупштина си годен тука живеа. Од која фамилија си? Од Цветановски. Може малце накратко да ми кажеш личната карта, како да се каже, татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти? Татко ми е по потекло од Безево, дојде во Пискупштина да живее, иначе на имотот од Цветановски Марко Марсов Спасе, Марка, кој го наследи и за жал и татко ми 2002 година почине, така да значи ова воденицава е во боја приватна собственост, јас ја имам купено од други собственици, така да се потрудивме да ја зачуваме како што е можно, да ја одржаваме и може ли да се причетиш како беше пред 40 години како дете, кој што доаѓаше овдека ми кажа дека имало 3 воденици во селото, единствено жива е само оваа. Може да се причетиш како овој се собиравте кога ќе се менеше чекарно жито, кој ќе се менеше брашно од пченица? Од пченка, повеќе од пченка се менеше, доаѓа и од соседните села, од Нерези, Безево, Јабланица тука, така да имаше доста народ и се чекаше и ред, така да не можеше одма да свршиш, многу тешко беше да завршиш конструктивна работа. Се сеќаш ли како брашнано, така речено, беше целиот во брашно, кога имаше пајажина? Да, се сеќавам и на старите воденичари Јован и Димо, така да ми се уште во сеќавање добро. Често пати идавме ние тука како деца да гледаме ке се види. Кој качамак е поубав? Овај од палентава купен од продавница или? Нормално овај што е од каменов воденички. Гледам дека почна да ја реновираш, сакаш да дотереш оне по стари што беше. Ние почнавме да ја реновираме уште 2014 година, ама настана некои проблеми со една фирма што имаше под концесија земјено централата, така да јас ја од гледател сами дека почнав да одам напред, да градам уште тука, ама тие ме стопираа фактички, ми направија големи штети со рибите, така да мора да стопирам тука па да се префрлам на рибите. Донесав пченка, мајсторе, да те можеме да ја помениме. Може дека ја помениме. Може да се причетиш колку воденици имавте во селово и што се мереше и кога почнува мелењето на житото? 3 воденици бе во селово. И не можеше да постигне сите 3 мелеје, не можеше да постигне по цела ноќ седевме и мелекме. И ден и ноќе мелекме, зашто од сиве села иде кај нас овде, од Безево, од Нерези, од Јабаница, иде овде мелеје. Кога
кога се почнуваше со мелењето? Кој временски период отприлика? Па, преку цялата година, значи, немаше брашно тоа да купиме само за црква земевме брашно, 2-3 килограми, колку за неб да направиш за црква. Така, она да ми кажеш, како тоа со овој се мелеше со пане или со уем? Со уем. Како одеш уемот? Па негде на една вреќа 40 кила вреќата, 2 кила уем земавме, 2 кила пченка земавме. Ти имавше твоја воденица? Да, имавме коритото Глин Постолијата денеска, бетонско корито, големо корито е. Која воденица беше најдобра? Најдобрата нашата беше најјака. До која година отприлика работеше таа? 65. Улица напред Глобочичко. Да. 65-та година негде Глобочичкото езеро. Централата долу кога се наполна, значи таа ни одзедоа со ценноста на водата и прекина со работа, така се бевме обештетени за нејзе, там се сеќавам што јас изгушевам се сеќавам за тоа. Кој лек е поубав? Брашното самелено во воденица? Да. Или брашното купено или лебот купен? Ова во воденица што се мели. Кој ќе се печеше лебот низ коња мирисаше што се вика. Се сеќавам. Веќе е ова е самелено. Да. Те бендисува, не те бендисува? Убаво е, многу убаво е. Меко е? Да, меко. За леп пијат оригинал. А инаку може да се мели и остро брашно? Да. Е острото брашно, зашто се користи? Исто за леп. Исто, а? Да. Так. Исто. Почитувани мои, ете, полна ми е душата, полна ми е срцето, што одека во село, при Скупштина, дојдов во стара воденица, кој што и ден денеска работи. Еве, драги мои, да ви покажам, ова е тоа брашно од ченкарно, за качамак и за палента. Ама убава палента, убав качамак, од домашно сумелено во водениците и во ова воденица од селото при Скупштина нема никаде. Моја порака, дојдете во селото при Скупштина, овдека во воденицата ќе ви да се сумелете чекарно брашно, да се направите качамак и да се направите палента. Мајката. Се знае дека е убаво. Мајсторе, стварно, авал ти вера до мајке. Одлично е. Авал ти вера. Стварно си мајстор Бога, стварно воденичар. Да вратиме назад. Вие, господине, освен што се навраќате на не стари корени, сакате да обновите ова воденица, се занимавате, рековте, и со рибарство за рибникот. Почнавме со работа 2001 година, значи 21 полна година, по почетокот купивме нормално риби секој почеток и од тога и од наредната година почнавме сами да инвестиме, оставивме матици, така да имаме калифорнијска пастрмка и охридска пастрмка. Оригинал охридска пастрмка која се замена со документ, со лиценца со одгледување. С подмладокот, пошто напоменавме дека сами инвестиме рибите, сами произведуваме подмладок и подмладок за други рибници, не само за нашите подмладоци. Ти доаѓаат од Каладаци, од Гостива, од Делчево, не од цела Македонија. Колку е капацитетот на рибникот? На рибникот капацитетот е од 25 тони, 25 тони поджумна риба годишно, ние сега малце го имаме намалено затоа што одиме повеќе на подмладок, така на икри на подмладок. Инаку Водите за потребите на мрестилиштето, има носено водовод, два паралелни водоводи посебни, значи еден од 2350 метри, еден 2850 метри, што може да се каже со тешко со казма и лопата е копанот и непристапен терен беше, така да имаме чиста изворска вода за мрестилиштето. што е тоа мотивацијата да останеш тука во селото? Многумина твој напомна дека беше и во Италија. Да, зошто не остана во денешната Европска унија, туку си дојде дома? Јас, така да речем, можам и денес да заминам, така сакав, желба ми беше овде да работам
со рибникот и да надградуваме уште нешто. Овде ни беше сакавме да направиме еден подобар ресторан со апартманчињава, нажалост само што се повлековме од Јуре, почна со градба на централата и сите планови ни пропаднаа. Меѓутоа, Големи штети ни направија, така да не бевме моćни да се справиме, затоа што беа со луѓе од власта, работевме, можете и сите работени и селото да потврди. Јас имам и двојно државјанство, ама кога го нема. туку вака едноставно би рекол, ќе може ли маца да опочетиме рибникот, да ги видиме рибите? Проблем. Тука сме на располагање. Која е умешноста на скарата на плотна за рибата? А ова е на плотната се печи многу добро риба. Од каде го научи занаето? Да ти кажам, имам печено риба со тон имам, Така? со плотна. Так. Може ли да се сетиш кога прв пат тоа го почна така речено? Пред колку години? Па со плотна имате едно 10 години како работа. Так. Некош немаш убаво да речеме по почетокот така? Некоја да биде попечена, некоја? Или се има своје? Да, си има своје напечењето, да. Си има не сака многу масло во печење. Така. Мора да се испече да се добро, да се црвенето убаво. Колку време му треба да речеме да се убаво опека? Да се опече 15-20 минути. Так. Се готово. Овие риби овдека се од рибникот. Од рибникот, да, од пазенците се Так. свежа риба. Иначе чиста изворска од Озград Да, Јабланица. да. Изворска вода. Почитувани мои, одека се наоѓам во рибникот, во непосредна близина на селото и Скупштина, каде што на продукцијата Марија Јофилм, а пред се мене, домаќини ми се мештаните од селото и Скупштина, а се разбира начело со домаќинот Војо, кој што ете овдека во најстарата и обичај, како секој гостин кој што доаѓа на гости, го пречекуваат домаќинот. Имам една порака. Домаќине, чест ми е што сум гостин. И нас исто било ми е И се убаво да се гледаме, да ни помогнат практичиња, се најдобро во живот. До година повесели порадости. чуте го. Не живот здраво. Ајде се. Така. Живели за многу години да поможи. Утрешен, личен. Ај за добро. Одлично. Да ви кажам реално, мои пријатели, во селото и Скупштина, најмногу ми се радува душата што во ова село има многу млади дечина. Тоа што и ова детенце што е овдека, ние што се вика на ова наша сценарна пакеза. Да сте ми здрави живи, ама едно би рекол, дојдете во селото и Скупштина, да видите какви домаќини се мештаните од ова село. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ ме донесе во селото и Скупштина за манастирската слава Свети Јован Претеча, меѓу дринковци попознат како Јован Бигорски, чие празнување со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација во ова село, и јас да бидам дел од ова седнародно празнување, а како мештаните од селото и Скупштина го празнуваа, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.